Со над 1200 садници на сребрена смрча, дуглазија и црн бор, денеска беше пошумен пределот околу манастирот Свето Преображение во Крушево, во чија изградба активно учествуваше и нашата најголема музичка звезда Тоше Проески. Организатор на ова пошумување е тутунската компанија Секе. По трет пат Секе до Прилеп организира акција на пошумување на места кои што се определени од страна на општина Крушево. Во околината на Крушево, нашата фирма работи веќе трета година во општина Крушево и имаме акција која што се нарекува Засади дрво, засади надеж. Тоа е дел од нашата ГАП програма и ја работиме во соработка со општина Крушево, благодарност до градоначалникот на Крушево кој што учествува во таа акција, до Македонски шуми и до министерот за земјоделство Љупчо Николовски. На акцијата учествуваат вработените на Секе, вработени во општина Крушево и Македонски шуми. Од Македонски шуми истакнуваат дека ова е дел од нивната редовна програма за пошумување. Со укинувањето на денот на дрвото не значи дека се прекинува пошумувањето. Односно, по редовните годишни планови на Македонски шуми, ние вршиме пролетни и есенски пошумувања. Од општина Крушево велат дека овие садници уште повеќе ќе ја збогатат атрактивноста на ова место поврзано со Тоше. Да создадеме повеќе зелени површини, да не се сечат дрвата, да создаваме се повеќе и побогати шуми и со тоа правиме уште повеќе промоција на туризмот во нашиот град. Инаку манастирот Свето Преображение започна интензивно да се гради по смртта на Тоше како негова желба и аманет. Во моментов активно се работи на фреско живописување на црквата, која што е насликана 1/3 и се очекува да биде завршена за година и половина. Денес манастирот е едно од најпосетуваните места во Македонија. Посетеност има од сите ју републики, а најмногу има од Македонија. Доаѓаат и групи пензионери, средношколци, доаѓаат и јапонци, доаѓаат и од Русија, а најмногу се присутни нашинците кои се наоѓаат во диаспората. Туристите тука најмногу ја посетувале црквата и спомен собата во Конаците, каде се наоѓаат и лични работи од Тоше како неговиот кревет. Пред да загине, тој сакал на ова место да одржи концерт. Негова замисла беше да одржи хуманитарен концерт на овој простор, меѓутоа комната сообраќајка не му дозволи да го одржи тоа. Во чест на Тоше вечерава во Скопје во салата Борис Трајковски. Фановите на Тоше ќе може да уживаат во промоција на неговиот најнов албум со 10 песни, насловен како Secret Place, а исто така ќе може да ги погледнат и трите нови видео спота изработени во Македонија.